Се враќаме назад во отворената програма на Студио 1. И јас, и Јана. И јас повторно. Да. Денеска сме во фул опрема, што се вика. Малку доцниме со тоа што е редовна програма, се изместивме, но се има свое зошто и свое затоа. Во генералната најава кажав дека ќе се обидуваме во четвртоците да се занимаваме со македонци на чудни места. Чудни места, кога велиме, зборуваме географски. Географски. И овој пат што најдовме? И овој пат, почитувани, имаме еден интересен разговор преку Skype. Ја најдовме Анита Василевска-Чакан, македонка по подекло од Тилчево, која што се одлучила да формира семејство, односно од тој момент од љубовната приказна на студената Аљаска, поточно во Енкоридж. Така е, македонец на Аљаска. Анита, добар ден. Добро утро од мене. Кај вас е утро, кај нас е ден. Како Анита од Делчево заврши на Аљаска? Отидов да го видам бртучет ми. Ме покани да идам да видам како е Аљаска, на скијање, малку на одмор. Отидов таму и ми се допадна како е и речев да останам. Но има една причина повеќе зошто остануваш во Енкоридж конкретно. Да. За кратко време потоа се запознав со мојот сопруг, помучекан. Тоа беше љубов на прв поглед. Мислам дека бевме заедно така една година и по 2 години во врска, потоа се венчавме и така. Каква е и која е таа одлука да се остане на Аљаска да се живее? Нели нашата основна прва перцепција е дека е многу студено. Да. И прашањето на избор да се остане таму. Да, за студено е многу студено. Зимата е многу подолга, нели, од нормалната зима како што е кај нас. Аљаска ми се допадна затоа што посебно Енкоридж е мал град. Малку поголем од мојот град Делчево. Мали улички, малку ме потсеќа така како на Делчево. Луѓето се Аљаска студена, луѓето многу топли. Исто така економијата имаше голема улога во моето станување. Има многу работни места отворени. Плаќањето на саат е многу подобро од другите американски држави моментално. Нема многу луѓе, нема многу сообраќај. Двата универзитета кои се во Аљаска исто така се едни од најдобрите универзитети за кои мислев да се упишам таму, едноставно да го продолжам образованието. Така да сите овие фактори придонесоа да се одлучам, нели, да живеам таму. Анита, кога го спомена образованието, дали, односно, од она што можевме да се информираме, ти пред да заминеш за Америка, всушност, си студирала тука кај нас на катедрата за албански јазик, зборуваш веќе 4 јазици, и да ни кажеш нешто повеќе околу тоа, зошто еве се одлучи за албанскиот јазик, користи или не користи таму, претпоставувам дека не, меѓутоа и еве нешто повеќе околу работното место што го имаше во Енкоридж. За албански се одлучив затоа што, нели, тогаш, колку беше тоа, пред 7-8 години, мислев дека албанскиот јазик ќе биде многу перспективен, значи, за младите кои го владеат. Мислам дека денеска тоа веќе е така. Овде на моето работно место имав можност неколку пати да го зборувам. Енкоридж е полн, нели, со македонски албанци кои живеат овде, посебно, нели, од Западна Македонија, албанци кои се преселиле овде пред многу години да живеат. Нали, во хотелот Хилтон кај што работев, мислам дека имаше 3 или 4 работника кои беа, нели, од Македонија, кои зборува и македонски и албански, така да со нив имав можност, нели, да зборувам малку албански. Значи не си единствената во Енкоридж? Не, во Енкоридж не сум ја единствената, како што кажав, има многу македонски албанци кои живеат таму.
кои се доедини овде со фамилијата, вака само нели македонци, мислам дека имам со мојата фамилија, нели 3 фамилии кои живеат таму и така. Рече дека во јуни си била тука, ја осети, ја почувствува Македонија за кратко. Да, дојдовме во јуни малку, бевме едно 15 дена нели во мојот град, во Делчево, и после тоа 15 дена поминавме во Турција да го видиме семејството на мојот сопруг. Бевме малку до Кушадаси, до Чешме, подмор. Па добро, од Алјаска и Енкоридж, вака природно е малку да завршиш во Кушадаси, за да ти се стопли душата, што би се рекло. Анита, ти благодарам за овој краток разговор. Ова не е со цел да ги натераме луѓето да се преселат на Алјаска, нели целта е да останат во Македонија, но беше интересно да чуеме македонка која говори 4 јазика, се мажи за турчин кој што го сретнува на Алјаска. И сега имате семејство. Ви посакуваме се најубаво, ги имаме контактите за се понатаму за кое што можеби ќе си требаме едни на други, тука сме. Да, ви благодарам многу што ме контактираште и ми беше задоволство. Поздрав голем. Поздрав. Јана, следната недела се селиме, знаеш каде? Во Етиопија чинам. Во Етиопија. Да, и тоа ќе биде доста интересно. Следната недела во Етиопија, ова беше толку за оваа рубрика денес. Одиме понатаму со нашите денешни гости.